Една голема историска вистина вели дека диктатурите тежнеат кон меѓународни конфликти и војни и дека се додека имате диктатура на вашата граница, огромни се шансите за конфликт. Тоа е така затоа што диктатурите во война со својот народ и со своите внатрешни политички сили и кога внатрешната доминација целосно ќе се воспостави, режимот неминовно ќе побара конфликт кон надвор за да одржи внатрешната воена состојба. Русија е без дилема диктаторска држава, ја владее тиранин кој планира да биде председател додека е жив, кој се избира на недемократски избори каде добива математички неверојатни бројки, убива политички противници, одржува олигархија која економски го поробува неговото население и медиуми кои сеат омраза и страф. И тоа веќе 20-30 години. Путин во 2023 е споредлив со најлошиот советски диктатор во 1923 година. Советските и руските лидери во годините измеѓу изгледаат како прогресивни и умерени во споредба со владењата на Сталин и Путин. И двајцата одговорни што најголемата земја во светот ја уназадиле во развојот на штета на своите граѓани, но и на земјите околу нив. Владимир Путин е несомнено закана за светот, Европа, соседите на Русија, но тој е закана за државата која ја води и за населението во неа. Никогаш порано Русија немала толку малку пријатели во светот, никогаш порано немала толку изразени антипатии во меѓународните организации или пак толку строги санкции во трговијата и соработката со остатокот од светот. Затвореноста на Русија денес е поизразена дури од најмрачните времиња во студената војна, кога СССР по своја волја, а не заради санкции, бил изолиран од првиот свет. Работоспособните мажи не смеа да ја напуштат земјата. Заради мобилизација, руските патнички авиони се приземјени, квалификуваните работници се десеткувани повторно заради мобилизацијата, жените се обвиени во црно, а студентите и средношколците чекаат кога ќе бидат мобилизирани, кога ќе дојдат на ред. Но да не ламентираме врстажните судбини на руските граѓани, кога вистинските жртви во оваа војна и за оние за кои што треба денеска да говориме се украинците и нивната држава. Илјадници цивили мртви, милиони бегалци, десетици илјади изгубени војници, стотици илјади куќи и станови изгорени до темел и уште кој знае колкави и какви последици врз ресурсите и животната средина во земјата се дел од точно немерливите последици од руската агресија врз Украина. Сигурен сум дека Украина со помошта на целиот слободен свет ќе победи во оваа војна и искрено се надевам дека никакви територијални отстапки нема да бидат дел од конечниот мировен договор. На континентот му е потребно долгорочно мировно решение по оваа војна и тоа не може да дојде по цена на понатамошно незадоволство на силуваната и злоставувана страна Украина. Искрено сметам дека овој мир за кој што зборуваме невозможен со Путин или некој како него, начело на Руската Федерација. Путин е диктатор, како што каже претходниот говорник, со кој што не може да се преговара, кој што ги користи тактиките на лажно преговарање само за да продолжи со војната, се додека насилството него прекине во тоа што го прави. Проверувајќи ги моите белешки од 24.2.2022 година, односно пред една година, видов како преплашен и очаен ги гледам снимките од инвазијата и сум запишал дека, цитирам, денес не би сакал да бидам украинец. Една година подоцна можам да кажам дека би сакал да бидам украинец, да бидам дел од група на луѓе, нација која што храбро се бори против посилниот и поголемиот противник, обедината, која стои на браникот на демократијата на континентот, која своите внатрешни политички односи, обременети и корумпирани од руското влијание изминатите децении, ќе успее да ги реши со завршувањето на војната. Би ми било драго да сум дел од еден нов почеток на една релативна млада демократија која конечно се ослободила од крволочните зави на втората најмоќна армија, но истовремено и од корумпираните политичари кои денес гледаме дека имаат руска заштита и со право можат да се сметаат за национални продавници. Толку од краток говор би сакал само на крај да ве известам дека во Бруталиск утре исто така отвораме изложба заедно со Сдруженијето на украинци и би сакал да ве поканам да дојдете утре во 7. И за крај да кажам вечна им слава на украинските бранители, нека е вечно пријателството меѓу нашите два народи и нека биде брз, скорешен и долговечен мирот во Украина и Европа. Ви благодарам.